Добар ден, почитувана публика, и добродојдовте во 55-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник, председателот на Комитетот за демократизација на Република Македонија, Ѓордан Петровски. Добар ден. Добар ден, добре ни дојде. Добре ве најдов. Денеска, после мала една кратка пауза, повторно се враќаме на она што е, впрочем, како да кажам, наша секогаш главна и омилена тема за разговори, а тоа е политичкото подземје. Повод за денешнава емисија ни дава емисија на Топ тема. Тоа е телевизија Телма. Беа гости Горан Момировски и Боријан Јовановски. Ние многу нема да дискутираме околу што беше самата емисија, нема да навлегуваме во некои многу големи подробности, но ќе го дискутираме она што сега станува повторно актуелност, а тоа се новите бомби кои што сега почнаа да паѓаат, или како што и Момировски рече, и ти имаш отворена една тема на форумот Котле, Заев дојде со бомби, дали со бомби ќе си оди? Подобро се оди со бомби, него да се оди со јаже. Со сината лада. Со сината лада? Да, тоа е специјалноста. Затоа поарно, мислам, јас сепак човек треба да го посоветуваме како ме паметно си оди. Тоа на сината лада тука алудираш на Јордан Мијалков и на Стојанандов. Да, сега Заев ги има службите во раце, па нека отиде да научи што значи сето тоа. Значи, она што ние ќе дискутираме тука е Боријан Јовановски зборува за службите како некакви си сенки и сиви зони, некакви си легитимни организации и така натаму. Ќе чуеме точно што зборува. Меѓутоа, да дадеме првин вовед во се тоа. Во сето ова ќе дадеме вовед од едно наше старо видео од нашиот канал, мислам дека е едно од првите видео од нашиот канал, од Македонскиот информативен центар, на кој што ве молиме и ви препорачуваме да се зачлените, кликнувајќи на копчето тука subscribe. Обично е црвено копче, сега еве ќе се отчленам само за да видите црвеното копче тука, ќе го стиснете и станувате зачленет. Доколку стиснете звончето до самото копче subscribe за зачленување, ќе добивате и нотификации, односно ажурирање на вашата Gmail пошта секогаш кога ќе произведеме ново видео. Овие зачленувања ни помагаат на нашиот канал да расне. Кога ќе стигнеме до 1000 членови, тогаш можеме да го монетизираме каналот, тоа ќе ни помогне на нас да продолжиме со нашите активности, бидејќи се тоа што го работиме без никаква финансиска помош од никаква институција. Значи, ќе почнеме со ова наше видео од 9 јуни, односно 9 јули 2018 година, скоро пред 2 години, што беше во однос на интервју на свиркачот Лазаревски на само вистина. Па да чуеме што сме кажале тогаш, па ќе одиме натаму. Медиумската опсада под која нормално живее Македонија, деновиве станува уште пожестока од вообичаеното. Тоа не треба да изненадува со оглед дека Македонија и покрај наводното ослободување во 1944 година и последователното осамостојување во 1991, во суштина се уште се наоѓа под контролата на државите кои ја поделија во 1912, односно 13 година. Тука пред се мислиме на незините соседи на север и на југ, оние кои анектираа 90% од македонската територија. Оние кои се ополномоштени да раководат со Македонија во полза на нејзините поробители како своевидни вазали, тука станува збор за академците, медиумите и идеолошката полиција, деновиве засилено работат кон целта нацело да ги уништат последните останки од изворниот македонски идентитет, а се со цел да ја комплетираат асимилационата мисија започната во 1918 година. Македонската јавност, како и во најтемните денови на едноумието,
Секојдневно се бомбардира со невидени невистини и небулози, наменети да го збунат македонецот во однос на тоа што е право, а што е криво. Кој е најмудриот пат кон опстанокот на нацијата и кои се луѓето кои на Македонија и мислат добро, а кои се нејзините вистински непријатели. Бидејќи новинарската фела во Македонија, како што веќе спомнав, и припаѓа на окупационата сила, од неа не може да се очекува дека таа било кога ќе се смени и ќе почне да делува за доброто на Македонија и на македонците. Имено, за бракот помеѓу тајната полиција и новинарите своевремено зборуваше и министерот за внатрешни работи, Томислав Чокревски. Новинарите во Македонија се срам за нивната професија. Тие не делуваат во функција на чувари на националните интереси преку честното истражување и храброто соочување со оние кои го злоупотребуваат македонскиот народ. Туку напротив, тие земаат соучество во овие валкани игри. Македонските новинари во текот на изминатите 27 години независност се покажаа како ништо друго, освен како мегафони на вазалскиот режим кој управува со Македонија. Наместо да ги предизвикуваат лагите на наводно поранешните челници на службите на државната безбедност, на кои катадневно им даваат можност да ги пропагираат своите лаги пред македонската јавност, тие само кукавички ги легитимизираат лагите кои излегуваат од устите на водечките идеолошко-политички полицајци. Ние од Комитетот за демократизација на Македонија и Македонскиот информативен центар не би сакале ништо повеќе од што ова наше убедување да е погрешно. Па затоа ги повикуваме македонските новинари да докажат дека не сме во право. Ние сме отворени за дискусија и за дебата. Во меѓувреме, иако не сме формално обучени во новинарскиот занаед, поради тоа што не гледаме ниту еден суштински независен медиум, ниту пак поединечен новинар во Македонија, ќе си ја зададеме задачата да ја играме улогата на објективен медиум задолжен да ги разбива лагите и манипулациите на идеолошката полиција пласирани преку нивната пропагандистичка гранка. Вече си 2 години мина и никој не се јави да дебатира. Ова, зато го повторуваме, бидејќи еве шанса сега на телевизија Телма да даде можност се истава водителка и да дебатирам со господинот Боријан Јовановски дали постои на вистина полусветна полицијата или како тој точно вели Сенка и сива зона. И сива зона, дали постои на вистина сенка и сива зона или се работи за систем. Тоа е главната работа. И тоа се обидува сега повторно Боријан да го наметне, така како што одеше приказната и досега дека прекрашувањата на прислушкувањата некои што се случиле после 91 година после новиот устав биле од некои луѓе кои може да се гонат за злоупотреба на службена должност. Да, дека биле од лична производност. Да, така, да некому текнало, како што оди непрекинато приказната е таква и кога беше во прашање кога се обзнани големо уво, тогаш и ова сега со Лазаревски и Костовски свиркачите, дека тие се разбудило кај нив жалбата за вистина и за правда и за заштита на човекови права и слободи и кажале за неуставно прислушкување и изнесоа во јавност. Со тоа, повторно, не се обвини службата. Туку се обвинија неколку луѓе. Се говореше дека ќе се обвинат и ќе има судска разврска за Сашо Мијалков, за Груевски како налогодавач, но Да, службата и сега, како и во минатото, па дури и во текстот полиција и политика, секогаш новинарите скокаат да ја пофалат службата како една
еден орган на државата кој што направил многу за да ја сочува Македонија токму во најтешките моменти, дали тоа било во моментите на распадот на Југославија или годините што уследија или еве после со, да кажеме, на бранителската војна, едно друго, секогаш има моменти кога службата, вистинските професионалци во службата го сработиле она што го треба да го сработат, меѓутоа секогаш има некои си поединци кои што работеле на своја рака. И службата никогаш не е виновна за ништо. Да. Тоа е целата поента. И ние сега повторно, бидејќи можеби ќе се случат некои тектонски промени, ќе изгубат овие интернационалистиве, глобалистиве, и сега се подготвува терен повторно во Македонија да остане секако што било. Да не се промени, бидејќи се додека не се промени системот, додека не се растори УДБА, службата, Македонија нема шанси да направи чекор кон демократизација. Еден чекор, не да се демократизира. И затоа, еве, повторно ќе кажам, јавна покана за Телма, за водителката. Техниката, видовме дека е... Немаш, интернетот не ти чини, нема да може да купуваш за тебе. Добро, сега се надевам дека, еве, Борјан ќе му биде, ако не можеме кај во Телма, на ТВ Нова, нивната на Борјан телевизијата, еве, и би сакал Билјана Секуловска да биде водителка. Еве, му давам шанса да бидеме 2:1. Да, па еве шанса и за Момировски кој што води емисија каде што вклучува преку телефон. Па добро, Момировски може да го покани, може да го покани Богоевски, Борјан Јовановски или било кој. Може и Силјановска. Да. Сега ќе биде пратеник, кандидат за пратеник, да ја расчистиме нејзината улога во попречувањето на илустрацијата кога била член на Венецијанската комисија. Да. Еве, ако не сум бил во право за тоа што сум го пишувал и снимал до сега во нашите емисии за Силјановска, Силјановска Давкова, еве, нека и даде Горан Момировски можност да ме демантира. Да, за неја снимив некои 2 или 3 часа програма. Во ред, значи да тргнеме со Борјана. Имаме една атмосфера во моментов што ако почне кампањата секако ќе почне, таа и почната и трае. Не е запрена воопшто. Така, и меѓутоа ни се појавија бомби нови. И имаме многу говор на омраза, лажни вести, манипулации. Околу бомбите денеска лидерот на Зоран Заев објави дека тие биле објавени од Александар Берушевски, синот на неговиот советник Зоран Берушевски, советник за безбедност во владата. И шеф на комисија за безбедност во СДСМ. Така. Да, има и таква функција. Што да очекуваме во овој период? Повторно ли ќе слушаме бомби? Јавно се мислам дека е преуморна од таков вид на кампања, меѓутоа очигледно ќе влегуваме во некаков период што како ќе го дефинираме горе. А како велат? Ќе го прескокнеме Момировски тука зашто едноставно немаш во тоа што го речете, нема што да коментираме. Нас не интересира тоа. Зашто да разговараме? Јас стварно не знам што да разговараме, еве. Борјан може да знае. Па не, ова е за Заев прилично непријатна ситуација и последен, ако може да кажам, аларм дека стварно треба со тие сенки и сиви зони во безбедносните служби кои исто така се провлекуваат 30 години наназад и никако да се исчистат, они мора да бидат изложени на некаква транспарентност. Со цела почит кон нивната, како да кажам, доверливост во извршувањето на функциите. Верушевски ние до денеска не знаеме што прави во владата. Верушевски не може да биде советник во владата кој нема, никој од јавноста нема пристап до него, он нема што никому да одговара, не се појавил никаде во медиум, во јавност, а при тоа извршува јавна
функција. Ова се работи со кои ЗАЕВ ќе мора да си ги провери како му стојат работите. И ова што му се случило со синот на Верушевски е, како да кажам, не знам како понатаму да го искоментирам, но проблемот е голем. И проблемот е голем дека сите демократски процеси, демократските институции ќе бидат под закана се додека постојат такви сиви зони во сите тие безбедносни служби. И за Сега, значи, целата вина овдека е Верушевски. да, Заеба колку тргне Верушевски, готово решен проблем. Веќе ќе нема сиви зони, ќе нема ништо. да, повторно оној мит дека Тито не знал што се работи. Да, и дека еден човек е секогаш виновен. Да. Тоа што го кажавме пред малку. Да. Дека се работи за злоупотреба на службена должност. Да. И сега, каква злоупотреба кога Верушевски веќе одамна не е во службите? И па, што е сега тој во партијата, во СДСМ е некој советник. Советник е на Заев за безбедност и ја работи во партијата, е задолжен за разузнавање под наводници. Значи нема никаква допирна точка, не само сега. Тој беше во Рим. Беше аташе во амбасадата македонска во Рим. Од таму се врати, не се врати во службата, мислам, него се вработи како професор на факултет. Значи тој нема допирни точки со службата многу години. Не е формален дел од службите. Не е формален дел од службата. Како што е Силјан Аврамовски. Да, Силјан Аврамовски е постојано во службата. Да. Едно нешто, и впрочем за мене ова главното тука што го изрече господинот Борјан, е дека ете 30 години веќе службиве како се провлечуваат, меѓутоа никако да се исчистат. Да. Епа, Хајде околу тоа малку тука е, да се вратиме на небитното. Да. Вака. Има една многу интересна работа, бидејќи со која сакам да го покажеме на Борјана и на сите што беа против лустрацијата, Милчин, Геровски и целата таа булумента на медиумски работници, ја реком свесно булумента, бидејќи никогаш не сакаат да дискутираат и да се соочат со вистината, со фактите. Чекај, што има врска сега лустрацијата со чистење на овие сиви, полусиви зони во безбедносните служби? Па како може да се исчисти? Бидејќи не се работи за сиви зони. Не се работи за за поединечни застранувања во службата. На некој инспектор или на некој виши инспектор или на некој началник му текнало, ај ќе го пристушкувам овој. Или му текнало па дури на подсекретарот на службата или на Ќе пристушкувам да тројца, па вака. Да. Надвор од уставната и законската рамка. Да, мислам дека имаше една така гласина што кружеше за времето на Фрчковски, дека тој имал лични некои си на некој пик ке мудро Да. и заради тоа него ќе го присушкуваат или или она ќе се работи. И Значи тука за министерот, министерот е тој што меѓутоа ние одиме подалеку, погори од тоа, не е во никој поединец. да. Па дури ни во група поединци. Не. Во системот, во самиот систем е проблемот. Бидејќи, еве вака, да почнеме многу едноставно. Решение за пристушкување, за употреба на мерките на пристушкување, следење. Во 94 година. Да. Во него се вели дека брзосно на член 24 од Закон за основите на системот државна безбедност, службен лист на СФРЈ од 15/84 година. Број 15/84. Да, број 15 од 84 година. А во врска со член 5 од Уставниот закон на Република Македонија, Македонија, службен весник од 91 прва година. Сега вака. Да појдеме прво да го разјасниме службениот вестник на Република Македонија, број 92 од 91 година. Број 52 91. Да, 52 91, добро, малку треба да седам поблиску за да можам да читам убаво.
Да, еве го на екран. Еве што вели, значи зборуваме за член 5 од Уставниот закон. Да, така, дека зборуваме за Уставниот закон. Уставниот закон на Република На Република Македонија. Македонија. Тоа е закон кој предвидува како ќе се покрие периодот до донесување на Устав и примената на Уставот. Значи тоа, како да кажеме, тампон зона Да. меѓу од еден до друг устав. Е. Вака вели член 5. Постојните сојузни прописи се преземаат како републички со надлежностите на органите утврдени со Уставот на Република Македонија. До постигнување на договор меѓу суверените држави од СФРЈ, Република Македонија може да го довери извршувањето на одделни прописи на сојузните органи. Ако органите од став 2 на овој член прописите не ги извршуваат во согласност со суверенитетот и интересите на Република Македонија, нив ги извршуваат органите на Републиката. Сојузните прописи со кои се уредува организацијата и надлежноста на органите на Федерацијата не се применуваат во Република Македонија. Да го искоментираме и овдека, дека не е во согласност со Уставот на бидејќи членот 24 од Закон на СФРЈ го дефинира, му дава право на министерот да носи решение за прислушкување. Може да го прочитаме и тој закон? Да, прочита го. Да. Член 24 од Законот за основите на системот на државна безбедност на СФРЈ, службен лист на СФРЈ број 1584. Функционерот кој раководи со органот што ги врши работите на државната безбедност, ако е тоа потребно од причините за безбедноста на СФРЈ, во работите од делокругот на органот, може со свое решение да определи во поглед на одделни лица и организации да се преземат определени мерки со кои се одстапува од начелото за неповредливоста на тајната на писмата и другите средства за општење. Сега, во член 17 од Уставот на Република Македонија, донесен после осамостувањето 1991 година, пишува вака: се гарантира слобода и тајност на писмата и на сите други облици на општење. Само врз основа на одлуката на суд може да се одстапи од начелото на неповредливост на тајноста на писмата, ако е тоа необходно за водење на кривична постапка или тоа го бара интересот на одбраната на Републиката. Значи, и во член 5 вели дека ако органите од став 2 на овој член прописите не ги извршуваат во согласност со суверенитетот и интересот на Република Македонија, не ги извршуваат органите на Републиката. И сега, во Уставот на Република Македонија, што е пропишано? Интересите и суверенитетот на Република Македонија. Да. Уставот на Република Македонија ја дефинира Македонија како суверена самостојна држава која што не е дел од никаква федерација. Значи, членот 24 од на кој се повикуваат 94 година и 95 има, мислам дека после некоја белешка од 96, но за 95 имаме докази. Значи, членот 94 не може да се примени. Како е донесен Уставот, од моментот кога е донесен Уставот, членот 24 не може да се применува, да го применува службата за државна безбедност. Но има уште една работа, уште многу пострашна. Значи, зошто? Затоа што станува збор за член кој што се грижи за безбедноста на СФРЈ. Да, и тој не е во согласност со суверенитетот на Република Македонија. Бидејќи Македонија веќе не е дел од СФРЈ. Да. Таа е суверена држава. Но има уште пострашно. Во Уставниот закон постои уште еден член кој децидно говори како и може да се применуваат законите и колку време може да се применуваат законите од бившата СФРЈ.
неделни. Дали тоа член 6, да. Да, член 6 од Уставниот закон вели вака: законите што не се во согласност со одредбите на Уставот на Република Македонија ќе се усогласат во рок од 1 година од денот на прогласувањето на Уставот. Значи тоа е треба да биде 17 септември 91 година е донесен Уставот, значи до 17 септември ноември да се извинувам, до 16 ноември 1992 година. 92 година. И тука завршува крајниот можен рок. Иако во ставот 3 многу јасно говори во членот 5 дека тој 24 членот на Законот за работа на службите од СФРЈ е против суверенитетот на Македонија. Да. Значи, тој член нема основа ни по член 5, ни по член 6 да се користи. Да. Сега, како е можно, ова е, сега, овдека да не реагира Уставниот суд, како е можно уставопишувачот Врчковски да, како министер на полиција, да не си го почитува Уставот, бидејќи тој го пишува, тој знае точно што стои во член 17. Да. Значи, има ли сива зона тука? Да. Па, во твоето досие има една белешка која се однесува на текстот полиција и политика. Да. Тоа е интерна реакција на текстот, бидејќи немаше никаква реакција во јавноста. И тука службеникот вели, ете, токму на прашањето на новинарот дали е ова производ на самоволност на известни поединци во службата, службеникот си вели, се што е работено во однос на лицето Јордан Петровски е правено според правилата за работа на службата, се е работено со план, предлог кој што е предлог кој што е одобруван од надлежните. Од надлежните. Значи сега да се навратиме малку. Боријан Јовановски зборува за сенки и сиви зони во безбедносните служби. Сенки и сиви зони не се регулираат со нормативни акти, со правилници и со закони и со членови во закони. Така е. Сиви зони и сиви работи се прават без документи, без документи, во некој ќош, во некој сокак, на кафана, нешто ќе се спомне, ќе се намигне, како сега што Заев му намигнува на овој, на Аџо, дека многу му ги сакал децата. Да. Тоа е сива работа. Да. А инаку, ова не може да се опише како сива зона. Ако се крши Уставниот закон, еве, доказ за сите дека се крши Уставниот закон. Напишано е во секое решение. Има и илјадници такви решени за прислушкување. Зошто Уставниот суд не реагирал? И тој ли е сива зона? Да, Уставниот суд, за разлика од нас, обичните смртници, има пристап до посебниот службен весник, односно тајниот службен весник, во кој што се издадени овие правила за работа на службата за безбедност. Донесен е правилник за работа. Да. И објавен во посебен службен весник, број 10 од 92 година. Тоа е веднаш после формирањето на владата на Црвенковски. Повторно неуставна работа. Да. Но тоа да не го збориме сега. Таму се воведени нови линии на работа. Македонски врховизам и македонски екстремизам. Тој после служи весик е неуставен, бидејќи во Уставот јасно стои дека сите закони, одредби, правилници, се мора да се објави во службен весник. Никаде во Уставот не постои, не пишува дека постои посебен службен весник. Значи, повторно имаме уште една каде е директорот на службен весник. Да каже, чекате луѓе, јас не смеам да потпишам вакво нешто,
бидејќи такво не постои у уставот. Да издавам таков вестник. Каде е собранието? Каде се тие што го добивале посебниот службен вестник? Да, зарем не постојат собраниски комисии и подкомисии Постојат. се Постојат. задолжени за надзор на Постојат. службите? Законодавна правна комисија постои. Кај неа поминуваат сите такви закони преку неа. Оние се тајна, тие одат на затворени седници. Ама тие законодавна правната комисија е прва која ја цени уставноста на тоа што се сака да го донесе владата. Што го предложила владата се да го изгласа собранието. Тоа сега во таа комисија дали немало и пратеници од опозицијата Имало, од како нема. 92-93 година? Како немало. Стоиле Стојков бил Стоиле Стојков е за надзор на службата. Не знам точно сега, нема да ме земаш за збор кој, но има, мора да има. Обично на таквите комисии председатели беа од опозицијата. Сега пак ова е мое, дали е така или не сум 100% сигурен, така да не би сакал да ме земете за, но проверете сами, имате на Google. Да. Можете да најдете и да видите. Значи, повторно имаме тука сега ме подсети една работа многу битна. Кога се случија малце дигресија од ова, но пак ќе збориме за овие за темните тие како беше Сиви Сиви. зони. сиви зони. Кога се изгласа недоверба на владата на Клюсев во уставниот закон, во член 10 е нормирано што треба да се направи ако владата, експертската влада поднесе оставка, се распушти и се изгласа недоверба, било што, таму децидно е напишано дека мора да се оди на нови избори. Крај. Нема никакви правникот кој го вади СДС по потреба, Шкарич, даде толкување дека, па знаеш, треба само да го сменат членот 10 и ќе нема проблем. Сега тој повторно денеска објаснува дека за изборите пак го вадат да објасни како може да се направи дека избори како ќе тече, што треба сега околу оваа криза. Толку е на Шкари знаењето. Па уставниот закон не бил донесен за да може се менува секој ден. И сега уште една работа многу битна. Наместо правниот тим на ВМРО ДПМН во тоа време, кога поднесува иницијатива до Уставниот суд за оценка на прекршувањето на Уставот, со тие не бараа да се оцени членот 10, туку бараа да се оцени уставноста на постапката на Глигоров, како зашто го доделил како за доделување на мандатот. Уставниот суд носи решение по кое вика, во кое вели. Додел на мандатот е исклучиво право на председателот. Значи нема устав. Председателот одлучува на кој ќе му го даде. Тоа си е негов прерогатив. Да. Тоа е јас пишував кога беше проблемот сега после избори 2016 година за случувањата дека Ѓорѓи Иванов би требало се повика на тоа решение на Уставен суд и едноставно тој на кого ќе го даде мандатот и крај. Да. И можеше да се остави експертска влада. И сега да дојдеме да се вратиме на ова. Да. Значи ги опишавме работите 92-93 до 94 година. 2000 година се донесе закон за увид и пристап до досиејата на органите за државната безбедност. Досијата се отворија. Се отворија. Каде беше овој Борјан Јовановски и
неговата групировка со Соросоидите, Тоа Милчин, се Најчевска од Хелски комитет, оној Калајджиев, Калајджиев. целата таа групација која што беа застапници на човековите права, кои што Да. пишуваат еве вакви книги за македонската лустрација и човековите права, едно друго, што ете се многу загрижени за човековите права и за правда, нема мир, едно друго. Каде беа тие кога избија овие досија, кога станаа јавност? па каде беа? Беа тука. Ама А не биле на Марс? не, ама тогаш беше оправдување дека тоа се многу малку досијеа, многу поединечни случаи и дека треба се тужат тие луѓе во редовна судска постапка. Но никој Можеше ли да се тужи по редовна судска постапка? бидејќи имаме докази зашто не може да се тужи. Прво ќе споменам една многу битна работа. 90% од зборам сите досија пред 91 година се водени, никој не можеше да тужи од тие луѓе. Бидејќи кај сите беше настаната и релативна и она другата застареност. Немаше шанса да се туши, бидејќи беа застарени случаевите. Кај нас, следените после 91-92 година, има два случаеви, на две тужби има. И за нив можеме да говориме. Една тужба е од синдикалните лидери на независниот синдикат Блажо Стојановски и Левтеров, и втората е мојата тужба за злоупотреба на службена должност. Блажо и Левтеров тужбата поднесуваат некаде година дена после последната службена белешка во нивното досие. Предлагаат казна затворска од 3 до 5 години. По тој член тие бараат да бидат казнети луѓето кои неуставно ги прислушкувале. И тоа се тие ги винуваат мислини луѓето од Прилеп. Обвинителот кој ја води постапката, кој ја примил кривична пријава, ја отфрла како застарена. Тој прифаќа дека за таквото дело следува казна од 3 месеци затвор. Значи, реално не било возможно Кај мене, кај мене уште Да. многу е по загажено маца, има повеќе судството. Бидејќи мојата кривична пријава сепак е многу издржана и многу има цврсти докази по која човекот кој ми работеше кривичната пријава бара казна од 10 години затвор за министерот Фрчковски, министерот Сокревски, целата група на луѓе кои работеле на моето досие. 10 души се некаде. Богоевски, Силјан Аврамовски и од Куманово луѓето. Кривичната пријава ја Драгица беше обвинителка која прежимето кој заборев на МАИ беше почнуваше. Ја отврла како застарена. Но тука е големата игра. Според законот, застареното се смета од последната службена белешка. Се смета рокот во кој тече застареност. Кај мене, последната службена белешка е од јуни 1998 година. Тоа е службена белешка. Да. И нема тука што да се, каква и што е. Значи, 7 месеци имало до застарување. Да. Ја отврла кривична пријава и ме праќаат да водам
на застарување на тоа што има уште едно застарување, тоа е на 20 години. Бидејќи 10 е прифатена казна, 10 стои, 20 години да не се, јас да ги гонам, не да се гонат по службена должност. Го направив ми тоа. Судија кривичар ги вика на сослушување и тоа ја води. Туфаѓич беше прв. Ја доби после година дена, го доби случајот, после мој еден куп интервенции. На крај, на Туфаѓич да му беше проблем што 10 години е запретената казна. Значи 20 години потребно време на застареност. На втората судика, втората кривичарка, исто не беше проблем што предвидува 20 години за застарување. Кога сватија дека тој пинг-понг на менување на судиите, Туфаѓич стана потпорол, ја префарли, помина 6 месеци да ја добие друг судија, судија која отиде во пензија, го чуваше предметот една година, отиде во пензија, и кога сватија дека сепак до 2017 година има уште многу време, не може да го разликуваат процесот, направија преиначување на наш застареноста вид на 2 месеци или 3 години, нешто. 3 години. Така да веќе и затоа велам дека таквите небулози им беа познати и на Милчи, и на сите, и на Хелски комитет, дека не постои можност за водење на судска постапка. Каде е проблемот? Ако кога беше отворени досијата, ако покренеше по тој момент јавниот обвинител на Република Македонија, Ставре Джиков, кривични пријави, тоа што немаше проблем. Но такво нешто не се случи. Значи, да се вратиме пак, да спомнеме малце луѓе. Пендаровски, човек кој бил во аналитика, директор. Значи, се одело низ негови раце. Аналитиката била должна да даде примероци на оние најбитните работи кои се сували до председател на државата, Григоров. Значи, Григоров бил запознат. Цело МВР, целата служба, знаела дека неуставно прислушкува. А не инспекторите, сега нив ги оставам настран. Но, началниците, министерот, подсекретарите, се тоа знаеле дека е неуставно прислушкувањето. Јавниот обвинител, Уставниот суд. Какви се тие полусенки, како ги викао, ја не можам да се паметам. Сиви зони. Сиви зони. Какви се тие сиви зони? Сенки и полусиви зони. Кои се сенките? Уставниот суд ли е сенката? Григоров ли е сенката? Пендаровски е сега председател на држава. Значи, човекот сенка излегува станува председател на држава. Човекот сенка Григоров, книшка број 1 на СДС. Кој Уставниот суд? И тоа ли е сенка? Значи, дојде 2000 година, 2001 и пројде. Се отворија досиејата, луѓето си ги зема. Да. Ете, кој покрена судски процес, покрена во однос на државата не направи ништо. Во однос на институциите, односно невладините организации кои што се залагаат за човекови права и кои се представуваат како надзорници на државата, исто така не направија ништо, дури тие, сега да не одиме многу длабоко, меѓутоа тие дури има еден подспевнувачки однос. Ама тие беа најголеми противници на лустрацијата. Па сега одиме до лустрацијата. Зборувам за предлустрацијата. На неколку моменти кога контактираше ти со нив, дури тие се смејуваа со тебе и има многу еден непријателски однос во комуникациите. Сега веќе доаѓаме до лустрацијата. На која страна беа повторно овие луѓе?
Дали се залагаат тие за исчистување, како што вели Борјан Јовановски, на овие Бидејќи гледаме сенки дека не се, ама не се работи сиви за сенки зони. и сиви зони. Јасно е дека овдека системот е во прашање. Не е поединец. Како ќе го чистиме системот? Сега, на него му е целта, бидејќи за Заев и за СДС Верушевски е сега опасност. И системот веднаш ангажира мегафони. Да, ако го станеме Верушевски, готово. Сивите зони и темните тие ги нема веќе, готово. Ќе го исчистиме, ќе си остане се чисто. Нема веќе прислушкување, нема ништо. Не, што не е точно. Еден човек и да се тргне, ништо нема да се направи. Тука само секунда. Ќе препорачам, ќе го дадеме линкот, на видеото кое го спомнуваме на почетокот, мојата анализа на интервју на Ѓорѓи Лазаревски, свиркач. Тука, преку тоа интервју, преку таа анализа, е соголена целата служба, целиот систем. И јасно е дека не може со тргање на еден човек да се направи ништо. Да. Тука една интересна работа изрече Момировски, нема да одиме во неговата изјава, да го цитираме, меѓутоа тој рече нешто во стил дека ете ова што се случува сега, впрочем не е политичка битка меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, туку битка помеѓу други проби разузнавачки светови. Јас би рекол тоа е половично исправна изјава, бидејќи битката не е меѓу ВМРО и СДС во суштина, тоа е само театарот. Да. Бидејќи она што е клучно, што мора народот да го разбере, партијата на власт не ја контролира службата. Да. Службата ја контролира партијата на власт. Да. И сега, секогаш постои внатре во службата борба меѓу луѓе кои да биде начело на службата, да добие функција, да ги добие главните ресурси во раце. И тоа на нас ни се представува како, еве, ја чистиме службата, ги тргаме. Еј, Ранковиќ го тргна. А се остане исто. Тука е, затоа Борјан онака наивно делува, а изрече еден куп тешки манипулации, тешки големи пропагандни пораки да ги усмери луѓето на погрешна страна во размислувањето, да ги задоволи и да ги настрави на Верушевски како главен виновник, бидејќи се плашат сите дали можеби ќе објави уште некои бомби Верушевски. И затоа веќе се подкопува темелот на кој стои Верушевски, дека тоа е од тоа подземје што правело проблеми. Не е точно. Подпишувал Фрчковски налоз за прислушкување, подпишувал Чокрански налоз за прислушкување. Сите министри, и во времето на СДС, и во времето на ВМРО ДПМН, биле запознаени со работата на службата. Кој ќе каже дека не бил запознае? Ке лаже. А министрот ги подпишувал решение. Тоа е тоа. Тоа е. Дали може да продолжиме сега со изјавите на Борјан? Да. Одиме. Ја молам Бога и молев Бога да влеземе во НАТО, сега молам Бога да тој процес, ја не знам до каде е, јас знам дека имав информација дека е нешто почнато уште пред да влеземе во НАТО, се надевам дека тоа ќе даде конкретен резултат, бидејќи НАТО ќе мора да направи сериозен ветинг во тој полусвет по мене разузнавачки, во кој има се и се што,
И не е јасно кој е кој, бидејќи сега ние како членка на НАТО влегуваме во еден синџир на информации, сензитивни информации кои ги споделуваме со сериозни држави, со сериозни воени сили и така натаму, кои секако нема да дозволат секое ојле и дојле да се шуња по очигледно имаме и да има пристап до и снимање и трговија отворена политичка. Дека имаме проблем. Трговија сериозна и тука околу бомбите само извини ако една многу заведлива изјава тука на Борјан. Има две работи се во главно што треба да се дискутираат, меѓутоа оваа работа дека со влегувањето во НАТО ќе се дојде до Готово. до некаков ветинг зборува, што е тоа во македонски не знаеме, тоа е некој си странски збор. И готово, значи народот, добро, НАТО и народот глуп, готово ќе одлете. НАТО, што има врска НАТО со случајот на Лефтеров и на Стојановски? Ништо. Ништо. Со НАТО нема никакви врски со сите случаи на што ги работела службата на прислушкување на сопствени граѓани, на прогон на сопствени граѓани. Тоа НАТО не го интересира. Значи, треба ли да очекуваме дека сега штом сме членка на НАТО, дека НАТО ќе заведе ред во Македонија и во НАТО ќе го интересира исклучиво дали протекуваат информации она што ќе се дискутира на самит на НАТО, од каде протекуваат информациите до земјите кои не се членки на НАТО. Од која држава, од која членка на НАТО. Тоа е број 1. Број 2, какви информации за интерес на НАТО алијансата, добива од службите од Македонија. Дали се тие информации вистинити, коректни и во интерес на алијансата. Од она што ти го работиш во книгата. Да. Тоа објасниш многу поубаво. И па сега, можеме да кажеме две работи прво. Или три, впрочем. Ова што се случува во Америка со Доналд Трамп, генералот Флин и наводната врска со Русија. Да. Дека Русија дека го намести Трамп да биде председател. Деновиве се повеќе излегуваат доказите кои што јас веќе пишував за тоа пред 2 години дека ова е случај како бугарска амбасада, дека впрочем е случај како бугарска амбасада. Значи, и членките на НАТО не се над местенки, интриги и проблеми внатре во разузнавачките служби. Разузнавачките служби си имаат живот, собствен свој живот, свој свети дух, што јас го почнав да го словам, кој што доколку самата држава не го разреши, што сега Трамп барем покажува некакви си обиди дека го стори, ако самата држава не си ги реши тие проблеми, можат дури и во една демократска, во парагонот на демократијата во Америка. Во една Америка што беше незамислива. Такво нешто. Да имаме случаи како како бугарска амбасада. Другото е процурување на информации. Повторно мандатот на Трамп е доказ дека и во земја членка на НАТО дека процурувањата се секојдневна работа. Да. Значи НАТО не може во својата главна членка да го следи тој проблем. Во Македонија ќе го решава. Да. Значи тоа е повторно фантазија. Така. Сега, третото и она, мислам дека што ти беше поентата. Да. Македонија има сојузничка врска со САД и со НАТО и со Европската унија уште од времето на СФРЈ, некаде во 51-52 година започнува таа сојузничка врска. Била и претходно до 45-та некаде, па Југославија станува дел од источниот блок и после расколот меѓу Тито и Сталин, повторно Југославија се враќа. Значи, ние сме, нашите служби, се сојузнички служби, асоцијативни служби, како сакаме да ги крстиме таму со некои си големи зборови, но и тоа се во некакви си пријателски односи со американските служби, со службите на НАТО и на ЕУ, веќе колку? 70 на години. Со ЦИА, највише со ЦИА работеле. Да. Она што е очигледно од
архивите на ЦИА, кои што се подготвуваме да издадеме еден зборник од тие белешки кои што ги имам преведено. Тука зборуваме за некои 5-6, ако не и 100 белешки, меморандуми, има некои белешки од по еден пасус, два пасуса, па до меморандуми од по 30-40 страници. Она што станува јасно е дека посебно по расколот Тито-Сталин. Значи во тој период од 3-4 години има некакви си обиди на ЦИА да пласира своји агенти, да разбере каква е суштински работата во Југославија, има извештаи за за марксистичката програма во универзитетот, во факултетот за медицина. Има белешки за што се случувало во затворот во Идризово, за политичките затвореници, колку грама леб на ден добивале и така натаму, значи вистински критички белешки и извештаи. Одеднаш после 52 година во Југославија веќе нема политички затвореници, нема службите не гонат. Единствените работи со кои што се занимаваат меморандумите на ЦИА се во однос на зборуваат за либерализација на Југославија, за економските збиднувања, односно ако ги погледнеме да кажеме написите во Нова Македонија или во борба или во политика, тоа што го пишува таму, го пишува и во извештаите на ЦИА. Значи соработниците на ЦИА од Југославија се проблем. Тие што ги изготвували и плаќали извештаите. Па еве, да. И значи сега можеме да очекуваме само уште поголемо продлабочување на таа. Ама еве, веќе ние го имаме тоа. Преку Хелски комитет, преку Соросовата фондација. Тие не испратија еден извештај, за неуставното прислушкување и прогонување на десетици илјади луѓе од 91 година па наваму. Она што има докази до 2000 година. За тој дел зборувам. Не зборувам сега дали има ли прислушкување или како што се одвивало после 2000 година. Зборуваме за она за кој има непобитни докази. И сега многу луѓе во Македонија, ама зошто не ни помага нас Америка и Европска Унија да ги слушаме комунисти? Па како да ни помага? Тие не знаат дека има проблем. Да, оние кои што би требале да бидат контратежа на таквите информации кои што ги пласира службата, би требало да бидат македонските емигрантски организации, односно македонската политичка диаспора. Да. Проблем е што македонската политичка диаспора веќе подолго време не постои, бидејќи таа е комплетно пробиена од службата. Така е. И затоа нема изворни информации за она што впрочем се случува во Македонија. Меѓутоа сега тука да не ги кривиме само нив, треба да признаеме дека никој во Македонија не се занимава со оваа проблематика. Никој па. Тука тоа е табу тема. И сега овој наш напор кој го правиме денеска, колку можеме да помогнеме, да покажеме што кај е манипулацијата на Борјан Јовановски и водителката учествува во таа манипулација, бидејќи таа се фаќа за дека тоа е некој си полусвет. А мислам дека имаше неколку гости таа од тој полусвет кај не. Какви се тие луѓе, полупродзирни ли се или не знам нешто лебдат ли, што е? Кој знае што е. Така да мислам дека да завршиме. Да. Јас не гледам веќе што би можеле да додадеме тука. Она што ни беше на нас интересно од оваа емисија го обработивме. Се надеваме дека успеавме да ви го задржиме вниманието. Се надеваме дека помогнавме во продлабочувањето на разбирањето на она што е вистината за Македонија, бидејќи вистината е само она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.